Целата историја на Палестина Бог ја запишал во незиното срце, ја запишал во незините бразди, на сувото лице во кои реки крвави солзи течале од тага за убиените за слобода, за прогонетите од татковината, од родната Палестина. Ова се стихови од песната Стара мајка од Палестина на авторот Панде Манојлов, истакнат македонски поет и новинар, кој почина во ноември 2020 година, но зад себе остави богато поетско творештво. Манојлов особено се истакнуваше со своите песни посветени на Палестина и палестинскиот народ. Палестина ја носам во својата душа. Во последно време исто така не можем да бидам мирен за гледајќи го и слушајќи го што се случува во Палестина. Не можем да преминам преку фактот да убијат човек со знамето на Палестина в рака, а тој со без двете нозе, или да уапсат, да затворат една млада девојка од 16 години, да ја осудат на 2 години затоа што го носи палестинското знаме и затоа што се бори за сопствената Палестина. И не можем да забораваме на маса на геноцидни, тие се геноцидни случаи кога го малтретираат палестинскиот народ. Првата песна посветена на Палестина Манојлов ја објавил во 1982 година во весникот Нова Македонија, после што напишал бројни песни посветени на палестинците и нивното страдање. Цвеќе на слободата, Бог нека суди, Болка, Стара мајка од Палестина, Не гибајте го Ерусалим, се само дел од насловите во кои мотивот е Палестина и палестинскиот народ. Палестинците ми се многу мили и арапите, затоа што студирав на правни науки во Загреб, имаше многу арапи, големи пријатели. И сум и имиња, меѓутоа огромни, велам, поголеми луѓе не сум сретнал. Се живеевме како браќа. Манојлов во 2017 година од државата Палестина го доби невисокото признание за поетско творештво, поради неговите песни посветени на Палестина и страдањата на палестинскиот народ. Неговите песни се достапни и во арапскиот свет, а се објавувале и во Америка. Во 2006 година радиото Монте Карло во емисијата на арапски јазик песната на Манојлов Палестина ја прогласи за најубава странска песна посветена на Палестина.